Геополитичките интереси на земите членки на Европската Унија во моментов се спротивни на интересите на Северна Македонија. Генералното расположение земјава да добие датум за преговори, смета Марко Трошановски, председател на Институтот за демократија. Но поместувањето според него е резултат повеќе на разликите во ставовите на Европската комисија и на Европскиот совет, отколку на домашната политика. Очигледно е дека постои разноликост помеѓу препораките на комисијата од една страна и Европскиот совет од друга страна на министри. На некој начин комисијата и наназад со години објективно ја констатираше заслугата на Македонија да започне преговори, но истата таа препорака не се резултираше на состаноците на Европскиот совет и од тука и овој пат очигледно се појави таа, иако имаше доближување минатата година, каде што заеднички се констатира дека Македонија може да се малце одложено започне да преговара и оваа година очигледно повторно се појави тој јас, особено што за несреќа крајот на мандатот на комисијата се поклопи на некој начин и се поклопува со целиот овој период и европските парламентарни избори малце ги сменија соодносите и во парламентот, но и во Франција особено, така да и тоа се разбира влијаеше на политичката проценка да се помести малку започнувањето на преговорите. Доколку генералната европска политика е стабилност на регионот, Унијата мора да го покаже тоа на дело, преку давање зелено светло за почеток на преговорите со земјава. Во спротивно, ризикува за сопствениот кредибилитет и за иднината на целиот Западен Балкан, чии граѓани гледаат најмногу низ призмата на членството како можност за напредок. Доколку се изгуби таа желба, политичките елити ќе станат покомотни и ќе почнат да отстапуваат од добрите практики на владење на правото само за достигнување на идеалите на Унијата, смета Трошановски. Тоа ќе го уназади целиот регион. Мислам дека ќе биде голем удар за регионот. Дефинитивно ќе биде голем удар и ако до сега зборувавме дали кредибилитетот на Европската Унија е доведен во прашање, сега ќе зборуваме за тоа што со нарушениот кредибилитет на Европската Унија, а во таква ситуација, особено имајќи предвид стабилизација на регионот како примарен интерес на европските земји, а понатаму се останато, одложувањето или недавањето на преговорите ќе ги влоши токму состојбите кои што се од примарен интерес на земјите членки. Односно, најголем дел ќе ги демотивира преговорите помеѓу Косово и Србија, бидејќи и србите и косоварите нормално ќе се прашуваат што со компромисите и отстапките ги направиме ако повторно извисиме како во случајот со Македонија. Тоа е клучниот спор кој што го прави најранлив се уште регионот. И мислам дека тука што се вели си пука во нога европските доносители на политички одлуки. И Трошановски и неговиот колега од Босна и Херцеговина Адлан Черимагич се согласни дека одложувањето на датумот за преговори нема да биде на штета на земјава или на европското расположение во регионот, колку што ќе биде на товар на самата Унија. Решавањето на билатералните спорови со соседите, но и домашните прашања треба да бидат признаени од Унијата, вели Черимагич. Во спротивно, доколку отстапките кои ги направи нашата земја за постигнување на Преспанскиот договор не бидат наградени со датум, тоа ќе влијае негативно на решавањето на спорот помеѓу Белград и Приштина. Имала прилику да пошалje jednu snažnu poruku da kada se pozitivne promjene događaju na Zapadnom Balkanu, kada zemlje prate ono što je Europska unija očekivala od njih, da onda i slijedi ta nagrada. Tako da mislim da najveći negativan utjecaj ima na samu Europsku uniju i na njen utjecaj u regionu. Ono što se svi nadamo, svi koji pratimo procese Zapadnog Balkana, jeste da će bez obzira na to, i mislim da je možda i dobra prilika i za vladu u Skopju da pokaže da bez obzira na ova odugovlačenja da će nastaviti sa kursem, jer na kraju krajeva nije ga u početku ni samo zbog Europske unije i mogućnosti napretka ka Europskoj uniji, već zbog želje da se poboljša svakodnevni život građana ove države. Европската Унија во моментов се соочува со повеќе предизвици истовремено: Брекзит, односите со Кина и бројни внатрешни и надворешни прашања. Доколку таа сака да го задржи влијанието во регионот, ќе мора да даде нов импулс и да покаже поенергичен пристап кон проширувањето како политика, смета Черимагич. Ono što ja mislim da bi bilo jako dobro jeste, pored toga
da analizira situaciju u zemljama puno striktnije i puno oštrije, jer to je nešto što očekuju zemlje članice koje su skeptične prema i odluci da otvore pregovore sa Sjevernom Makedonijom. Onoga što bi ja očekivao od komisije, što bi trebala uraditi ako želi da EU ima utjecaj ovdje, jeste da ponudu za zemlje Zapadnog Balkana puno podeblja, da tako kažem, u smislu samo to iščekivanje mogućeg otvaranja pregovora, očekivanje mogućeg otvaranja poglavlja nije više dovoljno kao podstrek zemljama da se reformišu i da idu u pravom pravcu. Mislim da trebaju razmišljati o puno više financijskih sredstava koji bi se na puno kvalitetniji način plasiralo u zemljama Zapadnog Balkana, ali i druge opcije tipa da otvore zajedničko tržište za zemlje koje se usklade sasvim dovoljno što se tiče standarda ili da se podrži stvaranje tog balkanskog Schengen zone gdje bi se između naših država putovalo bez pasoša i bez kontrola. Институтот за демократија и Европската иницијатива за стабилност се дел од првата мрежа на граѓански организации од Југоисточна Европа, со задача да го наблюдуваат берлинскиот процес и да креираат препораки за политики за темите кои произлегуваат од него.